Ново издание на емисијата Напланен на Охрид Ньюс. Добар ден. Денешната тема е поврзана со кардиоваскуларните заболувања, кои што се најчестата причина за смртност кај населението секаде во светот, па и кај нас. Ќе зборуваме како да се превенираат кардиоваскуларните заболувања, кои се симптомите и како се лекуваат, но ќе зборуваме и за проектите на кои што изминатиот период работеше специјалната болница за кардиоваскуларни заболувања од Охрид Свети Стефан, заедно со нашата гостинка, докторката Елена Ковачевска-Башуровска, директор на оваа здравствена установа. Добар ден, добре ни дојдовте. Добар ден, добре ве најдов, благодарам за поканата. Да, кажа во самата најава дека ќе го започнеме разговорот со кардиоваскуларните заболувања, тоа што значат тие и дали се евидентира пораст на кардиоваскуларните заболувања кај нас? Значењето на кардиоваскуларните заболувања секако е големо како група на болести кои што опфаќаат огромен процент од вкупната бројка на морбидитет и морталитет воопшто на болестите. Трендот на зголемување на бројката на кардиоваскуларни заболувања постоеше години наназад, и пред ковидот, и тој тренд на зголемување на бројот на кардиоваскуларни заболувања оди по нагорна линија и последниве 2 години, после ковид пандемијата. Така да последниот збор, дали ковид периодот влијаеше на овие, на пораст на бројкава на кардиоваскуларни заболувања, би оставиле да се искажат и крајниот збор, да го кажат епидемиолозите. Сепак ние акцент би ставиле на она што досега посочувавме како ризик за кардиоваскуларни заболувања, тоа е неправилната исхрана, неконтролирана исхрана, дебелината, покачените вредности на холестерол, неактивност, физичка неактивност, хипертензијата, диабетот и други причини, пушењето, алкохолот, кои што се ризик фактори за овие болести. Која е најчестата возрастна група која што страда од коронарно заболување? Да. Коронарните болести, најчесто најчести се кај возрастната група од 60 до 75 годишна возраст, иако морам да кажам дека има тенденција на намалување на возрастната граница на пациенти со коронарна артериска болест. Ево овие од последнава година, анализиве кои што ги направивме, можам да кажам дека под 60 годишна возраст се некаде 30% од пациентите со акутен миокарден инфаркт, кажувам, а некаде 10% од вкупната бројка се пациенти под 50 годишна возраст, што не е мал, процент. Да, сега ги кажавме причините, тоа на некој начин нездравиот начин на исхрана, нездравиот начин на живот, спортската неактивност. Да. И сега како да се превенира? Превенцијата, прво контролирана, умерена исхрана со користење на продукти со помала, намалена масленост, редовна физичка рекреативна активност. Тука би ставила акцент, не за пушењето и алкохолот исто, контрола на стресот. Тука би ставила акцент и на редовните систематски прегледи, кои што во различни возрастни групи, почнувајќи од школската возраст па натаму, каде што треба да се едноставно увидат одредени проблеми или ризици за понатамошни кардиоваскуларни болести, кои што би се превенирале со совет за промена на животниот стил или па почеток на некоја терапија соодветна, доколку тоа има потреба. И понатаму, упатување на кардиолошки преглед или кардиолошка консултација. Да, кои се првите симптоми кои што укажуваат на одредено срцево заболување?
Први симптоми, значи, многу се разнолики симптомите, зависно, значи, за која диагноза ги има многу во кардиологијата. Меѓутоа, еве, кога веќе почнавме за коронарната артериска болест, значи, симптоми на замор, на болка градна, посебно, значи, поврзана со физички напор, препотување, срцебиење. Сите тоа се симптоми кои што упатуваат дека треба да се посети барем првично матичниот лекар кој што е должен да направи комплетна лабораториска анализа, ЕКГ, да измери притисок, да ги пресмета ризиците за кардиоваскуларни заболувања, зависно од возрастната група на пациентот, и понатаму да го упати на соодветно ниво, значи на повисоко ниво за дополнителни анализи. Ако се тоа кардиолошки, значи сомнежи дека се работа за некој кардиолошко заболување, секако на кардиолошки преглед. Да, има ли свест кај нашите граѓани за редовни контроли? Редовни контроли, да, зависи, значи, од... ние имаме огромна бројка на пациенти со кои што работаме и кои што се јавуваат секако може би малце исплашени, може би меѓутоа некојаш и ради некој проблем. Дали постои? Па, не би рекла генерално, значи, во општата популација дека постои свесност, значи, за овие болести и ризиците за овие болести, пошто не се практикува, значи, генерално она внимание и умерена, значи, исхрана, физичка активност и пушењето, значи, општо, значи, сите знаеме, значи, општо околу нас, пушење, алкохол, значи, сето тоа. Значи, општо мој впечаток е дека не се внимава на овие ризик фактори. Така. Сега ќе преминеме на работата на болницата. Вашата установа обслужува пациенти не само од овој регион, туку и од цела Македонија. И сама кажавте дека имате пациенти многу и дека имате од целата држава. Колку пациенти обслужувате на годишно ниво и со колкав капацитет располага болницата во однос на персоналот и во однос на објектите? Ние сме регионален центар, значи опфаќаме голем регион. Тоа се, да напоменам, значи покрај Охрид, Струга, Дебар, Ресен, Кичево, Битола и пациенти од Прилеп исто така. А исто така и во она туристички период, значи зголемене двојно обемот на работа, пошто ги обслужуваме и граѓаните кои што се тука привремено, значи на престој. Меѓутоа, во делот на интервентната кардиологија, што се однесува до диагностички и интервентни процедури, некаде над 2000 пациенти обслужуваме. Во делот на интензивното лекување, над 2500 пациенти. Во делот на амбулантно поликлиничкиот дел, значи некаде 18.000 само специјалистички прегледи, значи во тек на годината на годишно ниво. И тука, значи, плюс дополнително, значи не ги кажам, значи уште толку прегледите кои што се диагностичките процедури, односно ехокардиографијата, коронарен стрес тест, значи еходоплер диагностиката. Тука се, значи, поставување на 24-часовни холтери, значи тоа е фреквенција огромна, значи секојдневна на пациенти кои што се го поминува, значи овој процес на сите, значи диагностички процедури. Имате ли доволно вработени лекари и медицински кадар, затоа што повеќето установи здравствени нели се жалат дека дефицитарна веќе станува медицинската гранка? Можам да кажам дека што се однесува до структурната, значи вработеност, значи кај нас, можам да кажеме 75% се медицински персонал, а само 25% значи немедицински персонал. Имаме 30 лекари, од кои 22 се специјалисти, кардиолози, субспецијалисти по кардиологија. Тука е, значи, физијатар, значи специјалист по физикална, значи, лекување и рехабилитација. Тука е, значи, лекар специјалист биохемичар.
и останат медицински персонал. А само 25% значи се од немедицински персонал. Да, спектарот на вашето работење е широк. И самиот назив на болницата кажува превенција, лекување и рехабилитација. Значи, овозможувате секаков вид на третман, но кои се тие оперативни зафати кои што конкретно се вршат во вашата болница? Тоа се интервентни процедури, значи можам да кажам тука се диагностички интервентни процедури на коронарните крвни садови. Голем развој, работиме најкомплексни, значи процедури, најкомплицирани процедури како регионален центар. Тука се повеќе се развиваме и во делот на периферната ангиографија, односно диагностики и процедури на периферните крвни садови на горните и долните екстремитети, како и крвните садови кои што го исхрануваат мозокот, односно каротидните крвни садови. Тука морам да напоменам дека ние сме едни од пионерите кои што во јавното здравство работиме решавање на хронична венска инсуфициенција со нетермички и термичка метода, истовремено сме едукативен центар за истата метода и секако електростимулацијата која што последниве години значајно се разви и веќе самостално, значи, работиме во овој дел. Можам да напоменам дека ние сме веќе зрели или спремни за почеток и на нови процедури, диагностички интервентни процедури. Впрочем, и ние докажавме досега дека можеме да се носиме, значи, со предизвиците и одговорно и професионално, значи, да ја завршиме, значи, она што сме го почнале. Ние најавивме во 40 годишниот јубилеј дека нашиот понатамошен ангажман ќе биде за интервенции за третман, ендоваскуларен третман на третман на акутен мозочен удар и транскатетер имплантација на аортна валвула и за тоа, значи, ќе се ангажираме, ќе се залагаме и секако тука ни е потребна и поддршка од Министерството за здравство, како и од Фондот за здравство. Да, изминатиот период работевте на неколку проекти, имавте некои нови инвестиции. Раскажете ни на што конкретно работевте? Вака, нешто што е многу важно значење за нас е дека сме дел од грантовиот проект на швајцарската амбасада за регионален, значи рамномерен регионален развој на југозападниот регион, заедно со Министерството за локална самоуправа и во делот на енергетска ефикасност, односно реконструкција на фасада и кров, дигитализација на процесот на работата на болницата и опрема, медицинска опрема, односно ехо апарат. Очекуваме, значи, што поскоро, значи, во наредниот период, можеби наредниот месец, верувам, значи, дека ќе почне, значи, почеток на работните активности во склоп на овој проект. Да, значи сето тоа ќе ви ја олесни работата во престојниот период. Апсолутно, значи, ова е нашиот објект каде што функционираме стар објект, ограничувањата посебно во зимскиот период, потребата за намалување на капацитетите поради ладното време, значи не ограничува посебно во бројката на пациенти кои што се корисници за кардиорехабилитација во нашата установа, така да сега секако условите ќе се подобрат за сместување на овие пациенти и можноста да 12 месеци во годината со полн капацитет работиме во интерес на нашите пациенти. Така, сакам да ве прашам и како ја поминавте зимата во однос на трошоците за електрична енергија. Сите институции и установи стравува есента. Баш и претходно разговаравме, како беше зимата, дали беа високи сметките за струја? Секако имавме зголемување на сметките на струја, меѓутоа како и досегашните проблеми, значи сепак успеавме да се
најдеме и едноставно да се избориме со овој проблем и да го решаваме. Сметките повисоки, меѓутоа Да, но немавте никаков проблем. Немавме некои поголеми проблеми. Да, сакам да ве прашам и за рехабилитацијата. Многу пациенти од цела држава доаѓаат во вашата болница. Како им се помага на пациентите? Треба да објасниме на кој начин се спроведува таа рехабилитација. Така. Значи, рехабилитацијата, нашата установа, значи дејноста рехабилитација спроведува единствена државна институција која што ја работи оваа дејност. Доаѓа, значи, пациенти од целата држава и работиме на повеќе аспекти во смисла на враќање на пациентите во нормалниот живот. Тоа се, значи, кардиовежбите, значи, проценка на нивниот капацитет, значи витален капацитет, работа на зголемување на нивната физичка активност, работа со психолог, тука се, значи, и дружењата меѓусебната, значи дружба, со што пациентите комплетно, значи, се подготуваат да се вратат во една нормала на живот, проценка, значи, и наша, како медицински персонал и понатамошни препораки за овие пациенти за повторно враќање во најнормален живот. Да, предпоставам тука помага и близината до езерото, чистиот воздух. Секако, условите се прекрасни, идеални и тоа, значи, ја прави оваа дејност токму на ова место, токму кај нас, значи, идеално. Така. Нека да сме на крај на разговорот. Би сакала уште еднаш само да се навратиме на срцевите заболувања, да упатите еден апел до гледачите како да превенираат во однос на исхраната, спортската активност. Кој е вашиот совет? Умерено, значи, внимателно внес на храна која што е богата со мрсноти, значи користење на помалку калорична, значи, храна, да се практикува употреба на зеленчук, исхрана повеќе богата, значи, со зеленчук, овошје, редовна рекреативна физичка активност, посета на повремено, барем еднаш годишно, на матичен лекар, анализи лабораториски, се она што треба секој пациент да го направи и секако доколку има било каков проблем, значи првично да се јави кај својот матичен лекар. Така, ви благодарам многу на советите и на вашето гостување за сите овие изнесени информации во Наплана и посакувам многу успех во работењето. Благодарам. Ви благодарам и вам, драги гледачи, што и денеска бевте со Наплана. Се дружиме повторно следниот понеделник. Пријатно.